се. Дали верувате дека Љупчо Георгиевски има бугарски пасош? Не, го познам Љупчо Георгиевски добро, мислам дека тој сака да биде во центарот на политичките внимание и вас новинарите многу ве предизвика кога го прашавте, кога трчавте стотина души по светот од Бугарија, дали имате бугарски, како се чувствувате, дали имате бугарски пасош, тој одговори како европеец. Тоа е начинот и стилот на Љупчо Георгиевски, мислам дека тој како писател си прави драма, си фрла нешто напред, па потоа не, дозволете, јас не би се мешал во зборувањето. Меѓутоа, тоа е веќе друга работа. Ние збориме за 20 години ВМРО ДПМН. И тука концепцијски треба да поставиме зашто збориме за личности или за ВМРО ДПМН. Па ВМРО ДПМН веројатно го сочинуваат личности. Ама пазете, има илјадници личности. Вие имате, имате двајца председатели, имате 4 генерални секретари, имате 10 подпредседатели, имате председател на Унија на млади сили, имате Унија на ветерани, има луѓе што ги нема тука, има легенди на ВМРО, со лежени затвор за ВМРО. Тоа се илјадници личности. Дека не е важен, сакате да кажете. Централна тема Љупчо Георгиевски не. Сакам да ви кажам во политичка партија што ќе се случи, например, еве кога што се случи во ЦДУ кога Кол беше осуден за корупција, за скандалот од милион марки во кампањата. Значи Кол излезе од ЦДУ, за да не го наруши, би рекол, угледот и рейтингот, иако Кол се докаже дека е невин, меѓутоа ЦДУ продолжи да постои. ЦДУ продолжи да постои. Па за тоа говориме концептот дека ова е политичка партија во рамките на една доктрина која што постои во некоја европска димензија од националната идеја на ВМРО ДПМН и истовремено и космополитска. Што ако национална идеја за обединета Македонија во европска димензија кај што без граници Вардар, Пирин и Егеј ќе бидат во рамките на Европа безгранично движење на луѓе, на капитал, на стоки, значи и космополитска идеја. Космополитска европска идеја, тоа е ВМРО ДПМН. Добро, господин Орде Ивановски, ве молам. Дали Гоце Делчев, Даме Груев се бугари, онака како што биле Ванчо Михайлов и Тодор Александров, тврдење на Љупчо Георгиевски? Во никој случај не може да се изедначат. Под влијание сепак емиграцијата се дели на два дела, левица и десница. Левицата ја представува Гоце Делчев, Даме Груев, односно ВМРО, а десницата пробугарската врховистичка начело со Тодор Александар и Протогеров, кој што 18-та година побара Македонија да се обедини со Бугарија. За разлика од нив, Гоце Делчев 902 кога го напушти учителството од Штип, во една директива упатува до организацијата и на Бугарија испрајчат. Исто така, ние не мислиме на Бугарија, но че си ја чуваме Македонија. И вие не мислите на Македонија, чувајте си ја Бугарија. Тоа многу од големо значење беше таа порака и Гоце Делчев се бореше. Ајде, да ве прашам. Ајде. Значи, вие сме сите македонци, нели? Да. Тодор Александров, од Ново село Штипе? Штип, да. Мајскиот манифест, вие сте историчар, сте го проучувале. Го има подпишано Димитар Влахов и Тодор Александров. Зашто го имаат подпишано? За конечно обединување на сите македонски сили за ослободување на Македонија. Значи не работи за иска македонска идеја. Ама беше ликвидиран. Ама важно се определил и десницата, и Тодор Александров се определил за Македонија се определил. Не, разговараше со Коминтерната беше заинтересирана македонското ослободително да се обедини. Говориме дека Штипенец од Ново село, кој што бил македонец, се борел исто за Македонија. Значи треба да каква Македонија? Во тој момент автономна бугарска, во неможност да се обединиме. Ние сега не е тоа битно за пропагираме независна Македонија. Вие сте еминентен историчар, со полно почитување кон вас. Сум ги читал многу вашите, со големо љубопитност вашите. Меѓутоа треба да гледаш на тие наши македонски граѓани, со полно срце да им кажеме сите македонци од било кој дел на Македонија во основа во одредени временски периоди се бореле за Македонија колку што можеле, умееле и смогнале сила. Ама за каква Македонија? За каква Македонија? Направи тоа и ВМРО ДПМН кон своите членови од последните 20 години.